Просто помислив на тоа дека веројатно еден од одговорите на прашањето што Жаре го дефинираше на почетокот се состои во тоа дека денес во Македонија, ако сте левичар, ќе ве прогласат за комуњара. Ако сте десничар, нема да кажат дека сте фашист. Тогаш сте патриот, нели? Бранител на татковината и така натаму и така натаму. Тоа мислам дека тоа може убаво да ја нацрта воспоставената клима во која антифашистите се во дефанзива. И мислам дека тоа денес треба да си го кажеме. Малубројни се, малцинство се, без оглед на тоа колку сакаат да бидат слушнати, не може да бидат слушнати, бидејќи се под цензура, бидејќи медиумите за масовни комуникации го премолчуваат тоа. И сакам уште нешто само за оваа рунда. Страшно е тоа дека и Македонија станува една од земјите кои биле дел на антифашистичката алијанса во Втората светска војна, која дала жртви за победата над фашизмот, а денес е земја која произведува фашизам. Тоа не е толку бројно, се уште како што е да речем во една Русија, пазете, во земјата во која дала најмногу жртви за победата над фашизмот, имате исклучително екстремни облици на фашизам и нацизам. Според тоа нешто исклучително перверзно се случува со нашиот свет. Ја не знам дали комбинацијата на три филма што ми паѓаат на памет може тоа да го издефинира. Првиот што ми паѓа на памет е филмот на Лукино Висконти "Самракот на боговите". За тоа како крупниот капитал потпаѓа под контрола. Вториот е 1900-тите на Бернардо Бертолучи, кој почнува со она прочуена слика на работниците кои протестираат и кои ги дочекуваат жандарми, војници со саби, пушки и така натаму. И што ми беше сега? Не, и третиот филм е филмот направен според романот на Клаус Ман, Мефисто, кој говори многу за односот меѓу фашистичката, односно нацистичката елита и уметниците и за продажбата. И мислам дека тие три филма заедно можат, ако ги гледаме во континуитет, ако посветиме на тоа едно 9 часа, ќе ни кажат многу за тоа што се случува денес во светот и кај нас. И не треба да забравиме една битна работа. Да, ние денес го обележуваме денот на победата. На која победа? Победа над кого? Зошто е таа мимикрија? Зошто во слепилото на Европа да ги изедначи комунизмот и фашизмот по секоја цена, де факто е направен овој полуфалсификат